Добар ден, почитувани гледачи. Еве не во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на една актуелна тема, а тоа е заштитата на рибниот фонд, рибократството, спортскиот риболов. Мои и ваши гости денес се Лазе Наумовски, познат еколог од градот Охрид, и Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид. Добар ден и на двајцата. Добар ден, благодарам. На самиот почеток би сакала да кажам само дека денеска во емисијата уредно ги поканивме представници од Хидробиолошкиот завод Охрид, институцијата која што е најповикана при грижата при заштитата на рибниот фонд, но за жал никој не се одзва на нашата покана и денес ги нема во студиото. Но сепак ние ќе се обидеме да пронајдеме одговори на повеќе актуелни теми. Се извинувам само мало да дополнам, и јас сум човек кој 35 години помина во Хидробиолошки завод и мислам она што ја го постигнав, благодарение што имам огромно познавање за Охридско езеро и самата патарка, толку го стекна со работата во Хидробиолошки завод. Не, нема тука дилема, ние не кажавме, не ги подценивме, само кажавме дека не се одзва на денешната дебата. А требаше да имаме тука и нивни представници да каже што е она што се предзема. Но како и да е. Наумовски разговорот ќе го започнеме со вас. Каква е заштита, во каква состојба е рибниот фонд? Значи со години вие и како еколози, и како познавачи на состојбите, алармирате. Ние пренесуваме апели за поголема заштита. Во каква состојба е рибниот фонд? Видете, јас се запослив во Хидробиолошки завод 77-78 така беше. Мислам, ко сатеков Охридско езеро со огромна количина на рибен фонд. Кој ќе појдевне како екипа на мрестење на терен, верувајте, не можеме да влеземе во кајчето, полно беше риба до горе. И видите, и тоа известно време работене, шеф им беше доктор Иван Чадов, супер човек, кој многу со големи познавања и многу имаше големо поверење во мене и сакаше јас да идам на постдипломски студии Загреб, да магистрирам и да студирам кај Ѓуро Апостолски доен на македонското рибарство. Тој држеше катедра таму. И видите, тоа негде 3-4 години го работене, после известно време се јави една иницијатива од рибарско стопанство да се воведат високи пловечки мрежи во Охридското езеро. И тие високи мрежи беа високи 10, 15, 20, па и 50 метра, колку сака рибарите ги правеа све и се користеа во профиндалот на езерото во оној дел каде Охридската патрамка беше стационирана. Знаете, и тие кои ги фрлија во езерото да ловат, само ги ваѓа рибите, а мрежите висеа натре во езерото и огромни количини се ловеа риби. Огромни количини. Сега, се ловеа риби полни со икра, зрели за наредната година да се мрестат или полни со икра за наредната година. Тоа беше нешто невидено. Тоа беше едно од, така да кажам, дека тоа беше преседан невиден, се воведе една риболовен алат кој беше чинеше фрлање на атомска бомба во Охридското езеро и уништување на салмонидните риби, посебно во Охридската патрамка. Така, затоа денес е на рабно исчезнување. Димовски, нема рибочувари, нема концесионер. Кој се грижи за рибниот фонд? Најповикана е тука полицијата, езерската полиција. Кој се грижи моментално? Да, во услови кога практично нема правен субјект кој што е задолжен за концесијата на Охридското езеро, за стопанисување практично со Охридското езеро, Охридското езеро и рибниот фонд го штитат координативното тело во кое што влегуваат езерската полиција, секторот за внатрешни работи Охрид, представници на капетанија, представници на подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова практично, ова координативно тело ги изведува координирано, но и самостојно сите активности кои што се поврзани со преземање мерки на целото подрачје, потенцирам на целото подрачје на Охридското езеро вдолж Охридското крајбрежје, СВР Охрид, но и езерската полиција самостојно и координирано откопно, а езерската полиција сепак исклучително преку патроли и во водите на Охридското езеро. Овие активности резултираат со пронаоѓање на значителна количина и одземање на значителна количина на риби и рибарски мрежи и друг риболовен алат,
со кој што рибократците се обидуваат нелегално да стекнат противправна имотна корист. Така. Наумовски неодамна во јавноста презентиравте една идеја. Како да се заштити рибниот фонд? Вие предлагате со езерото да стопанисува општина Охрид и натаму да има мораториум за изловување на рибите. Видите, ова вака што се дешава со Охридско езеро е на терет на полицијата. Тоа се огромни одговорности, али не може да се постави ред, тешко, видите. Затоа што долг временски период секогаш се кај народот, кај граѓаните кои живеат покрај обалата на Охридското езеро, се со мислење се став дека треба да се лови езерото. Посебно да се ловат крупните риби од Охридското езеро, што е голем пресдан, тоа нема склон, нема мислам исти критериум со науката. И тие си влегуваат и ноќе не спијат цело време, одат и све. Јас ви кажа, јас кога одев по икрата са бајле со рибари на терен, верувајте, деца од 10 години, 15, станати од трпејца, беа на пунктот долу да гледат кај што се ловат рибите, кај што излагаат, кај што кај што носат рибарите. Значи тоа е една особина која кај децата вродена да мора да се лови пастрмката. Сега, јас затоа напишав една книга, Битката спасна Охридската пастрмка од нејзино истребување. Во таа книга го обработи сиот проблем со Охридската пастрмка. Све, од мрестење се. Ако со само заклучоците кои се да ги изнесеме, кои треба да се грижи и како да се заштити рибниот? Мој став е треба да се покрени совеста кај граѓаните, кај луѓето кои живеат покрај балата на Охридското езеро. Да се каже правата вистина. И сега, некој мојата книга, јас отпечатив 300 примероци, ми ја разграба, имате, прочита све. Лазовика, те молиме, книгата да се отпечати повеќе примероци, да се раздели во библиотеки, во школи, во институции, во државни установи, се дека има, за да може да се подигнување на свеста. Понатака еден сегмент е подигнувањето на свеста, велите. Понатака предлагате да се грижи општината. Во пракса се покажа дека приватни лица како земете зерето, одговорноста е многу ниска, нива и совеста, да ви кажам. Тие како оние што се концесионери си се договарат со самите рибари како ќе се лови и колку ќе има лов и све тие работи. Сега. А Охридско езеро е голем економски потенцијал за Македонија и градот Охрид и пошироко Балканот. Видете, ја 2007 година имаше германска телевизија во Охрид и со мене снимаше емисија. И накрај ме замолија, Охрид Лазон, ве молиме, сочувајте го езерово, вие голем економски потенцијал, што ќе имате вода, што ќе раните. Еве еднакво со само кој треба, вие велите треба да се грижи општината, а тоа не види, општините Охрид, Струга и Подграде те го земат Охридско езеро под концесија да се организираат и да се заштити и само спортски риболов со туризам, никако мрежи да се не користат и чување сателитски. Така. Димовски, колку често тоа координативно тело кое што ни го кажавте прави акции? Значи, колку, ајде да ни кажете, ако може, колку пријави се поднесени против рибократци оваа година, па една споредба со лани, колку мрежи се земени, колку риба? Значи, сакам посебно да нагласам дека граничната полиција, полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, кое што е опремено и материјално-технички, но и професионално кадровски, исклучително е фокусирано на овој сегмент од своето работење, поврзано со заштита на рибниот фонд и на целокупното Охридско езеро, бидејќи тоа е само еден сегмент од нивното работење. Значи, рибократците или сторителите на казненото дело незаконит риболов се многу активни, ево и соговорникот тоа посебно го потенцира. Тоа не е случај деновиве, годиниве, 2-3 наназад, него тоа е перманентно, децени и ево убаво кажавте дека децата практично од мали се учат како што да се врши тој незаконит риболов. Каде е совеста? Совеста, да речам, е кај овие лица прилично ниска. Тоа морам да го нагласам, но затоа се тука езерската полиција, затоа се тука и останатите представници во координативното тело да ги санкционираат сите овие сторители. Во тој контекст напоменав дека активностите се самостојни од секоја институција, од секоја инстанца, но и координирано. Многу често се вршат тие контроли. Ние правиме безбедносни проценки и практично имаме еден солиден мониторинг на
целата водена површина на Охридското езеро и аналогно на тоа ги превземаме нашите активности. Доколку нашите сознанија, оперативни и други, покажуваат дека одреден квадрант, бидејќи езерото е поделено на квадранти, одреден воден квадрант е сериозно нападнат, тука сме фокусирани. Доколку имаме проценка дека бројот на лица кои што вршат незаконит риболов се намалил, тогаш ние секако дека ги превземаме останатите активности кои што се поврзани дали со мониторирање од копно, ноќни патроли, дневни, по различно време, по различен простор, никогаш еден ист, да речам, случај на превземање на мерки на одредено подрачје. Затоа викам комбинирани се овие мерки и вродуваат со плод. Она што сега ме прашавте е бројки, да, значи колку рибокраци имат заработено пријави и кривични пријави? Да, само би сакал да кажам дека една бројка во однос на самостојните активности, патроли кои што ги има извршено езерската полиција, самостојно и во координација со СВР Охрид, компаративно ќе го изнесам овој податок. Во 2011 сме реализирале 249 патроли, значи цела година, 2020 181 патрола, 2021 2221 патрола и од почетокот на годинава до месец март, значи 44. Гледате дека оваа бројка варира, што е резултат на ова што пред малку го кажав. Значи, онаму каде што имаме регистрирано повеќе нападнат простор, независно во кој дел од езерото, од крайбрежјето, дали е на Струшка или Охридска страна, тука се зголемуваат патролите. Доколку имаме намален број, секако дека и нашите активности се сведуваат и се помали. Во тој контекст ево уште една информација дека во 2019 аналогно на преземените мерки биле одземени 631 рибарска мрежа во должина од 44.240 метри. Значи близу 45 километри рибарска мрежа со која што несовесните рибокраци едноставно го пустошат Охридското езеро. Тие се, морам да напоменам, водени од желбата за профит нелегално стекнати примања и така натаму кои што ги реализираат преку нелегална продажба. Се одземаат чамци, пенти и друга опрема, да не одземам од времето. Во 2020 година 390 рибарски мрежи во должина од 24.630 метри. Значи, иако бројот на патроли бил намален, сепак се зголемил бројот на уловената рибарска мрежа и другата рибарска опрема. Во 2021 185 рибарски мрежи со должина до околу 10 километри. Може да замислите што значи 10 километри мрежа и колку тоа риби во килограми изнесува. Кога сме веќе, доколку ми дозволите, кај фондот кај количината на уловена риба, во 2019 година уловени биле 132,6 килограми риба, во 2020 година 204 и во 2021 вкупно 288,5 килограми нелегално уловена риба, најчесто охридска пастрмка. Во првите 2 месеци од оваа година имаме 123 килограми уловени само риба. Станува збор за, реков, претежно охридска пастрмка. Ако се согледаат компаративно овие бројки, можеме да кажеме дека значи само минатата година цела 288,5 килограми, тоа е значителна количина која што се уловила и таа е пронајдена и одземена. Секако против сторителите ние сме поднесле и соодветни пријави. Така, имаме ли бројка колку кривични пријави? Ај подоцна може да видиме ако имаме бројка. Да. А Наумовски, мислите ли вие дека ова е доволна заштита? Видете сега, видиш, полицијата работи колку што може и тоа да се разбереме. Така. Со рибарите не може да се накрај. Никој. Тоа тие ќе најдат ако треба, да ти кажам,
в уста ќе носат пастрмката, ќе изадат, ќе и пливе, ќе заминат и ќе онаде. Тоа е, видите. Али мене ме загрижува, во оние што кажа господинот Стефан, 200 килограми, а знаете дека една пастрмка има негде околу доста зрна икра во неја, со тоа се уништуваат и 2000 зрна икра, разбираш, што е огромна штета. И видите, ова што се каже колку се лови, значи не е многу тоа што се лови, али тоа е многу мало што има пастрмката во езерото и истата одма се уништува, се фаќа. Да. Тоа мене ме загрижува. Затоа јас го направив овој проект да земи локална власт. Охридсково езеро треба да се прогласи матичњак за добивање рибен помнок, да се пориби Охрид, сливните реки, све во подачно Охридсково езеро, езерата други во Македонија и пошироко Балканов. Јас сум спреман да присуствувам на отворен Балкан и да го изнесам ова, да се прогласи езерво матичњак за добивање, за порибување целиот Балкан и пошироко и другите држави. Знаете што значи? Истата улога ќе се има кризилош работ како институција со мрештење и тоа си има екипа која ќе иде на терен, ќе го испитува и каде ќе се фрли риба која ќе одговара со условите свети работи. Тоа е моето, разбираш, да се отвори еден нов правец во економските користења на рибен фонд во езерото, а не да се лови, да се уништува. Така. Тоа е тоа. Да. Тука би сакала да ве прашам, знаете колку години нема порибување? Нема мрест? Па нема, последни мислам 3 години нема мреж. 3 години. Нема, видите. Тоа е дополнителен проблем, значи и министерството не превзема мерки за порибување, за размножување на пастрмката, па имаше и некои анализи дека и тој мрестот не се знаеше ни колку е успешен. Па видите, негде мислам беше 2012 година кога се даде на концесија после мало мониторинг свети работи. Јас бев тој кој напишав, кажав и се обратив до Министерството за земјоделие и за екологија. И директно до премиер беше Никола Груевски. Така. Господине премиер Груевски, ве молам не давајте го езерото со риба, не е стабилизирано. Има разлози научно све. Хидробиолошки дека е стабилно и дека треба видите, да се сега даде не знам кој бил концесија. толку храбар во Хидробиолошки завод да даде свое мислење и да рече се дава. Каде тоа сега? Нека излезе, нека Не кажи. излеквате, ево не идат ни во емисија. Па не идат зашто вината, зашто? Да, затоа што и концесионерот се најде во некоја тешка ситуација, бидејќи тие количини кои што му беа даени за изловување, тие не може ни да стигнат до тие количини, бидејќи се види дека езерото нема доволно риба. Верувајте, јас имав средба со луѓе и надор од Македонија и од Англија и од Албанија, еден доста спаси Шумка, доктор на наука. И видите кога се поздрави со мене тој и се све и на овие англичани доктор на наука и му вели овај човек е тој што најмногу има познавање за Охридсково езеро, за Охридската пастрмка, нема што не знае вака. Верувајте ме за гуши овие англичани и американци Лазо вика да те честитаме за тебе вакви позитивни работи слушаме све. Да. А јас знаете тоа од кај го онаде. Ја бев студент на агрономија Скопје и мене ми предаваше фактички и рибарствен мелиорација овај Милорад Цибиновиќ. Милорад Цибиновиќ беше човек кој најмногу обработи потешине со таков Охридсково езеро. Да, но очигледно ето некои не ви го слушале гласот. Ево вашите колеги тоаш го дадоа под концесија. Како и да е, Димовски ќе може ли околу кривичните пријави, колку пријави неодамна кажавте дека е зголемен бројот на контроли токму оваа година, една споредба паралела направивме со минатата година. Напоменавте овде околу мрежите, но колку кривични пријави имаше лани, колку има годинава? Да, сакам да напоменам дека на сите овие активности кои што ги спомнав, полициските службеници ги реализираат врз основа на Законот за аквакултура и согласно членот 229 од Кривичниот законник за кривично дело незаконит риболов. Значи, ова се основите по кои што ние легално и легитимно ги извршуваме нашите патролни активности и аналогно на она што ќе се сработи, пронајдени сторители и така натаму, ние поднесуваме на пријави. И сега би сакал само кратко, ако ми дозволите, согласно Законот за рибарство и аквакултура, да цитирам неколку, поточно 3 члена кои што се однесуваат на забраната за риболов, што е многу важно нашите гледачи да се запознаат, да имат една представа што е она што Законот за рибарство и аквакултура како законска рамка го има определено. Значи, согласно членот 39, забрана за риболов,
Ако за одредено риболовно подрачје или риболовна зона поради одредени причини концесијата не е доделена, како што е случајот сега, или концесијата е одземена, до доделување на концесија на тоа риболовно подрачје или зона, забранет е риболовот. Членот 48. Рекреативен и спортски риболов не може да се врши заради стекнување на приходи од поедини лица, од физички лица, или ставање риба во промет, како и ловење на поголеми количини на риба, што е во случајот што го спомнав, сета на количина на риби што е одземена. И членот 80, односно 93, во риболовните води е забрането стопанисување со рибите за кои нема изработено риболовна основа. Тоа практично е, го немаат овие... Салмонидните риби. Така е. И имаме ситуација, став 2, кога стопанисувањето, доколку имаме стопанисување кое што не е одобрено со годишниот план, што исто така случај, бидејќи немаме концесионер и немаме таква програма годишна, кое што треба да значи стопанисување по датуми многу прецизно. И уште еден основ, ловење риба за време на мрестењето на рибите или за време на ловостој. Она што е сега врз основа на ова, но и врз основа на членот 229 од Кривичниот законник, ние во само една компарација во однос на годините од 2019 сме откриле случаи и лица кои што вршат незаконит риболов, 12 случаи, 12 лица, 2020 година 8 лица, 2021 врз основа на истиот, по основ на истите одредби, имаме 9, се извинувам, 10 сторители, од кои што е одземена количина, сета количина риба која што е затекната во пловниот објект и сета мрежа со се уловените риби кои што се исто така одземени. Значи, секако дека во овие активности, сите активности кои што се завршени и со се одземената риба и така натаму, се процесуираат со поднесување на пријава до основното јавно обвинителство. Така. Наумовски, во неколку наврати ваши колеги велат дека има и дисбаланс во однос на ловењето на риба. Значи се ловат оние риби кои што скапо се продаваат. Во сушност се ловат оние риби кои што се живи фосили, ендемичните, најважните, а тоа се белвицата и пастрмката, бидејќи тие имаат најдобра цена и на пазарот. Велат не се лови плашицата. И тука века настанува еден дисбаланс во рибниот фонд. Што мислите вие по однос на ова прашање? Видите, то ловење плашицата, што викате, моје мислење дека плашицата треба да се остави да ја користи пастрмката во исхраната. Пастрмката е како салмонидна риба во езеро. Езеро е салмонидно езеро, затоа што е многу длабоко. Не е ципринидно езеро. Крап, клиенти работи немаат во Охридсково езеро многу. Тоа го има во Преспанско, во Дојранско, што се поплитски, затоа што температурата не му одговара, овде е температурата испод 15, а ципринидните риби, крапот, кленот, моранецот, се тие баре повисока температура. Затоа овде салмонидните риби доминираат. И јас мислам дека треба овие риби да се не ловат плашицата и да ја користи во исхраната. Видите, ако пастрмката јаде зоопланктон, тоа се зоопланктон кој се ствара во езерово, ако јаде само зоопланктон, верувајте, и процесот на пораст и прираст ќе биде многу спор, и плюс ќе се формира во неја во утробата икра многу малу и од таа икра ништо не останува по надокот. А висококалорични протеини, белковини, да ги јаде со јадење на плашицата, и тоа јаде она плашица претежно појќе што е поголема од 10 сантими. Затоа што тоа е најбогата со протеини. И тие калорични протеини се неопходни во стомакот кај пастрмката и да створи икра. И таа икра има по број повеќе во стомакот и од неја се добива рибен потмак кој преживува во Охридското езеро. Ја попамко проговорив тоа. Затоа што професорот Насибиновиќ говори тоа, ме вика во кабинет и разговараме многу отворено. Ја имам плюс дипломска работа за Охридскава пастрмка. Значи, ви мислите дека нема дисбаланс тука во однос на тоа изловување, како што некои тврдат дека кога се ловат само еден вид на риби, вели настанува дисбаланс во рибниот фонд. Видите, зошто плашицата ја нема сега да се повлече на обалава на Охридското езеро? Зошто ја нема пастрмката да се пушти и да ја гони?
Пастрмката е многу мало има во езерово. Да, зато велат дека Па има зато многу не се плашица. плаши, не да. бега и си тој. Па зато велат дека има многу плашица и во овој случај дека Па не има, било па тоа во ред. тоа е. Ма видите, дали а пак пастрмкава што ја нема, насадува јагулата. Јагулата беше чистач, што ја јадеше пастрмката, она која беше болесна и она која се поредуваше при бинкер ловење. Јагулата беше чистач и како напредуваше јагулата. Сега јагули многу нема ништо. Нема. Тоа е све е пореметено од последица од високите пловечки мрежи и реков нека му служи на честа тие горе што ги воведаа во владата, тие кои побара и на локално ниво кои ги поддржува високите мрежи. Ако јас не проговорев дека од научен аспект што е проблемот со Охридско езеро, уште ќе беше мислењето кажано во јавноста дека Охридско езеро го уништуваат рибокраците. Не, рибокраците ќе фата нешто ќе она и тоа. А последиците се најопасни беа од високите пловечки мрежи. Така. Димовски, неодамно имавте едно сообштение, како на филм, еден рибокрадец од Албанија, кој што бил тука нелегално, па пробувал да избега со пливање. Колку често се случува жители на Албанија да рибокрадат на просторот од македонска страна? Би рекол, овај случај што беше пред неколку дена не е единствен за жал и според нашите статистички и аналитички податоци ние бележиме значителен број на преминувања на годишно ниво, кои што сепак на крајот на криштата успешно ги реализираме. Сите тие нелегални преминувања најчесто се на подрачјето на Радожда, во Струшкото крајбрежје, така да граничната полиција, СВР Охрид и езерската полиција секако, следејќи ги овие севкупни активности што ги напоменавме наназад како дел од активностите и надлежностите, ги спречуваат тие нелегални преминувања. Имаме случаи кога сме прекинале ланец и на друга нелегална трговија со акцизни стоки и така натаму. Можам да кажам со една гордост дека успешни се полициските службеници во овој дел и само во изминатава година сме имале ние 2 до 3 нелегални преминувања, што не било случај годините наназад. Значи, сепак станува збор за едни резултати позитивни, кои што значат спречување на тоа нелегално преминување и одземање на стока која што се нелегално се тргува, дали е риба или не, тоа независно. И во тие случаи ние поднесуваме пријави против странските државјани, кои што судот и обвинителството ги процесуираат во забрзана постапка со оглед дека се работи за странски државјани. Имаме случаи кога на странските државјани им се одредува дури мерка притвор, се до конечниот завршеток на целокупната постапка. Така. Тука сега би сакала да погледнеме изјавата од Димче Мајковски, Удруженијето на спортски риболовци, Свети апостол Петар, а и после тоа кратка пауза за реклами и продолжуваме со нашиот разговор. Моментално Рибниот фонд го штити дел од Државниот инспекторат за земјоделство и државните инспектори што се, меѓутоа се непокривени со рибочувари. Најголем дел заштитата врши езерската полиција, која за среќа многу добро работи. Проблем има што не може да ги фати извршителите, така да и собери. Има кај нив купови мрежи, многу добро ја вршат работата, меѓутоа тие се прва основна работа му е заштита на границата, влез пловните објекти и други работи, а заштитата на Рибниот фонд е во втор план. Наше размислување на рекреативните риболовци од Охрид е дека не треба да има стопански риболов и дека треба Државниот инспекторат да ја појача контролата на езерото со вработување на рибочувари. Тоа би помогло да се заштити, меѓутоа комплексно е прашањето. Уште
Сдруженијето на рекреативни риболовци од Охрид Свети Апостол Петар уште во 2000 година покрена иницијатива за усогласување на законите за рибарство меѓу Албанија и Македонија. Што се случи? Помина 21,5 година, ништо не е решено. И ден денес се бориме да дојдеме до сознание и контакти министрите едните и другите, фати корона, дојдовме до некои средби, фати корона, се прекинаа тие контакти и све, ќе покушаме повторно, меѓутоа стопански риболов не треба да има, треба да биде дозволен рекреативниот риболов најповеќе ради туризмот, затоа што доста во Охрид доаѓаат и сакаат да ловат риба и од нашата држава, меѓутоа и доста странци бараат помош за да ги упатиме каде и што да ловат. Концесионерот го злоупотреби тоа што му беше дадено, не ја прикажуваше реално уловената риба, имаше повторно рибократство и све. Сега барем никој не влегува слободно, тие што крадат влегуваат со страф. Така да мислам дека вака се подобра заштитата, само треба поголема заштита за време на мрестење на пастрмката и белвицата, кои се ендемични видови и кои треба стварно да се сочуваат, а се во загрозените видови. Државниот инспекторат има надлежност да врши контрола, тоа е во сегашниот закон за рибарство, ставено дека државниот има право да врши контрола и во објектите, и во продавниците, и во рестораните, све. Меѓутоа, има и друг проблем, екипираност на државниот инспекторат, екипираност, познавање нивна на видовите риби, тешко се разликуваат една од друг вид пастрмка, тоа треба стварно да е стручен, али за тоа треба на инспекторите треба да се обука за распознавање на видовите риба. Моментално сега е во подготовка на законот за рибарство, се подготвува во Министерството, после ќе биде отворен на јавно разгледување и ќе бидат доставени предлози и мислења. Тука ќе учествуваме и ние со наши предлози и мислења. Ќе предложиме да се формира рибочуварска полиција како нешто како што е шумската. Меѓутоа, таа рибочуварска полиција да биде мобилна, да води низ цела Македонија сите, да има 3 до 4 групи во Македонија, кои ќе покриват сите места, ради корумпираноста на одредени надлежни структури што треба да вршат контрола. Не зборам само за Охридско езеро, него сегде. Второ, во Охрид да се вработаат лица како рибочувари, тоа ќе треба и законски измени на законот сега што ќе излези, значи да може да се вработуваат. Сегашните услови за вработување на рибочувар се многу тесни и не даваат простор за поголема ангажирање и на обични рибари и риболовци, рекреативни риболовци да се уклучат во заштитата. Тој ќе предложиме сега да се промени така да спектрот на луѓе кои што ќе вршат контрола и помош за заштита ќе биде многу поголем. Продолжуваме со нашиот разговор. Темата е заштитата на рибниот фонд. Пред малку ја погледнавме изјавата на Димче Мајковски. Спортските риболовци велат дека е потребна рибарска полиција, рибарска инспекција под капа на Министерството за земјоделие, кои што ќе можат подобро да се справат со заштитата на рибниот фонд. Димовски, ајде прво ваш став околу ова. Што мислите вие за ваквата идеја? Лично сметам дека зголемувањето на фронтот, би рекол, против сторителите на овие казнени дела, незаконит риболов и така натаму, е добра работа. И секоја инстанца која што е која што има законска основа и законско делување, всушност ќе значи зголемување на степенот на заштита на рибниот фонд. Лично сметам дека тоа е добра идеја, но сепак сметам дека тоа треба да се координира со надлежните инстанции на локално и централно ниво и да се дадат одредени овластувања на тие луѓе кои што би ги вршеле тие активности,
понатаму да се направи сериозна промоција, бидејќи сакам да овде да направам и една компарација. Неретки се случаите кога при превземањето на полициските службеници наидуваат на отпор од страна на рибократците. Така да можете да замислите што би било кога имаме одредено лице кое што би ја извршувало таа дејност во смисла на санкционирање на сторителите, а нема законско овластување. Ке повторам, сметам дека се она што значи зголемување на степенот на заштита е добра идеја. Што мислите вие, Лазар? Видите, јас мислам, доколку езерово се пролази матичњак за домивање рибе помлок, порибување езерово и слидни реки во Охридсково езеро, во сливно подрачје на Охридсково езеро, неминуно ќе се формира рибарска полиција, али таа ќе врши интервенција по реките. А езерово ќе се остави да се чува сателитски. Не може никој да се ребе тој матичњак, каде не може никого, ти кого да го пуштиш во езерово, не рибарска полиција. Јас немам поверение. Немам, тоа го знам од терен она што јас сум го гледал. Таа рибарска полиција ќе си биде овластена да се ги чува реките, каде ќе си има она организирање, тие ќе си имат под концесија реките, спортски риболовци, таму ќе си ловат со јадица, со све и ќе се организира заштита. Ќе се дојде од последица. Зато, езерово чување стриктно сателитски. Од одгора, дали тоа ќе биде преку полицијата, преку све, ќе се онади, оваат Рајко, Петко, влагат, молим се, гледат и готово, нема да рече, утре ќе појде на суд, да рече, ја не ступим, нема, ела, тап, тоа. А тоа ќе се формира рибарска полиција која ќе врши чување на слидните реки во сливно подрачје на Охридсково езеро, затоа што тие слидни реки под концесија за ловење на петшилкаме со јадица ќе се ги имаат спортските риболовци. Имам едно прашање тука, ако може, соговорникот рече дека има недоверба кон кого? Ќе прашаме после за недовербата, имаме и прашање од спортските риболовци што така да помирен да има онако. Тие се спортски риболовци, тоа сака да кажам јас. Не можеш ти рибар ловат оние, разбираш, баш настојува некако да сокријат од ловината да она, а не може. Тоа малку само да прецизирам. Така. Зато тие ќе се бидат заштитници на слидните реки во сливно подрачје на Охридсково езеро и затоа што тие што ќе се имаат под концесија спортските риболовци. Така. Полицијата не се има врска. Најкритичните точки за рибократство ги имаме кажано, повеќе пати и вие, Димовски, во вашите изјави, и вие Наумовски, колку пати снимаме често на оваа тема. Така да велиме дека се Пештан и Трпејца во Охридско, во Струшко, Радожда и Калишта. Но ете сега да отидеме во некој ресторан во именуваните села, ќе може слободно да си нарачаме и да си јадеме охридска белвица или охридска пастрмка. Кој тоа треба да го контролира? Чија надлежност е тоа? Што мислите вие, Димовски? Кој треба да води грижа за тоа? Има ли посебни инспектори? За да не се најде охридската пастрмка на трпезата во рестораните, во централното место, каде што е? Ние ги максимално сме ангажирани и кажав кои се резултатите од нашите постојани деноноќни преземања. А има право полицијата да контролира и во ресторани? Или тоа треба со дозвола од инспекторат? Секако дека треба во надлежност со надлежните општински и други државни органи, кои што исто така ги спомнав како дел од тимот во тоа координативно тело. Значи, и локалната самоуправа тука има своји надлежности преку инспекцијските служби и така натаму. Но, пак ќе кажам, за да не се најде рибата на трпезите и во рестораните, ние го даваме својот максимум. Можам слободно да кажам дека многу сериозно го стегаме обрачот околу рибократците и во таа насока ние имаме одредени координации со полициските служби од албанска страна. Тоа е многу значајно и посебно во делот на размена на информации кога станува збор за албански државјанин во случај кога имаме такви лица кои што извршиле нелегален премин или извршиле незаконит риболов во територијалните води на наши. Ке кажам дека доколку секој биде максимално фокусиран, како што се фокусирани полициските службеници, на ревносно и доследно извршување на своите задачи,
ние сите би постигнале далеку поголем резултат. Се разбира, идеална ситуација нема во која се би било безпрекорно, но тенденцијата да одиме кон една поголема функционалност е многу значајна за секоја инстанца. Така, има наускли контроли во рестораните, која знаеме дека рибата, особено охридската пастрмка, е заштитен знак на менијата во овие места. Видете, јас ќе кажам една работа. Ако некој кој е надлежен да направи план за како ќе биде заштитата на Охридсково езеро, тоа се инспекторите. Тоа треба господинот министер по земјоделие да го побара од нив. Има такви инспектори во Охрид и во Стругач? Па има цели има. Ве прашувам, да, не знам. Јас никогаш не сум слушнала некој инспектор да каже нешто. Еве во тие ресторани имавме контрола. Тој нивни план на инспекторите кои ќе го направат ќе биде даен горе во Министерството за екологија и за земјоделие, а исто така ќе го имат и полицијата. И тој план да се види секоја година како функционира и кои се некои недостатоци да се коригираат. Али тоа, мислам јас, има една голема мафија, да се разбереме, тоа неверојатно, јас кој водев кампањата, преку мене ми беа вршени притисоци огромни, дека ќе ми истерето на работа, дека кој сум тоа, јас да го забрана езерово, ја ова, ја она. Ја реков, ја не се плаша, ја зборував вистината и му ево ќе изиде на ветерина и ќе кажам, ево и така испадна. Затоа треба инспекторите, затоа се компетентни да се направат план. Ако се процени на некој инспектор дека неговите планови се слаби, нормално некој други, не мора инспектор да е само од Охрид, може да биде инспектор за оде во Охридско езеро и надвор подалеку од другиве општини. Е така, тоа треба Министерството да си го коригира за земјоделие и за екологија. Така. Тоа Да, и треба да се прават контроли. Да. Од нивна страна. Стефан, какви се казните? Може да ни кажете по законом, прочитавте неколку членови, но какви се? Парични или има и се предвидува и затворска казна, се зборуваше дека еден период има и такви поригорозни казни, бидејќи знаеме дека едни исти демокраци често пати се случува да го повторуваат делото. Да, има ли такви? Доколку се работи за поднесена кривична пријава по член 229 од Кривичниот законник, имаме можност и за затворска казна, значи законот тоа го предвидува, законодавецот тоа го напишал многу јасно и прецизно, но доколку имаме прекршоци сторени согласно законот за рибарство и аквакултура, повторно ќе ми дозволите да наведам неколку членови, значи тука имаме одредби кои што се однесуваат и за концесионерот. Глоба од 5000 би издвоил, значи, дел само неколку кои што се најиндикативни да го видиме диапазонот на казнените одредби. Значи, глоба во износ од 5000 евра во денарска противвредност ќе му се изречена за прекршок на правното лице, односно трговец поединец, доколку изврши стопански риболов надвор од предвидениото простор за рибарење, за стопански риболов, или изврши стопански риболов спротивно на риболовната основа и спротивно од одобрениот годишен план. Што се однесува до физичките лица, глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице доколку изврши стопански риболов, а не поседува соодветна легитимација за тоа, или врши стопански риболов спротивно на останатите одредби. Не сакам сега да одземам време кои се останатите одредби, но тоа полициските службеници многу добро го знаат и аналогно на тоа поднесуваат и пријави. И уште еден основ, тоа е доколку врши рекреативен и спортски риболов заради стекнување на приходи. Значи, ево го и овој основ кој што е најчесто применуван како законска платформа за делување и поднесување. И уште една законска одредба, тоа е членот 113, глоба во износ од 100 евра, значи од 5000 евра за правното лице, 500 евра до 1000 евра за физичкото лице, минималната од 50 до 100 евра, доколку имаме сторител физичко лице кој што ќе добие и мандатен платен налог за прекршок, доколку изврши рекреативен риболов, а нема дозвола за рекреативен риболов, и доколку не води евиденција за уловената риба и не ја достави до концесионерот. Многу основи по кои што се
поднесуваат пријави и затоа велам дека полека но сигурно го стегаме обрачот околу рибократците, доколку е во ред за нив да добиваат вакви парични казни, тогаш нека продолжат, но тоа значи дека ќе продолжат и нашите активности, кои што ќе значат спречување на нивното самоволие, израз на несовесност и едноставно дрзок и арогантен однос кон богатството Охридско езеро и рибниот фонд, кој што е јавно добро и е јавен интерес стопанисувањето со Охридското езеро и токму затоа велам дека сметам дека час поскоро е да имаме концесионер кој што ќе биде во таа законска рамка и кој што ќе биде исцело насочена кон заштитата на рибниот фонд, а се разбира полицијата и останатите представници на координативното тело ќе бидат тука да бидат носители и да бидат уште еден плюс во севкупната заштита на рибниот фонд. Така, што мислите на Наумовски вие за овие казни? Добри ли се или треба малце построго и поригорозно? Видите, ја мислам казните ние да работиме на то да ја покрениме совеста кај граѓаните. Тоа тешко ни оди, ево, 20 години зборуваме за совест, но оди тешко го што ги имаме. Моја да се отпечати 60.000 примероци и да се покрие цело сливно подрачје и во македонско и во албанско и да се отпечати на македонски, албански и англиски. Во библиотеки, во сите децава, уште во школите да ја обработат, да бидат запознати со пастрмкава, каде моје научно-еколошки и све е обработено во книгава. И фактички самите граѓани да бидат чувари на Охридско езеро. Не може само полиција. Ли во такво нешто? Да, и верувате дека тоа може да имат, например, луѓе од Пештани кои ако се покрени совеста, па тие ќе прејавуваат. Не ќе може да влезе никој, ќе се плашат рибократците. И одма ќе го пријава тие, телефон ќе му даде полиција, број ќе му каже, тој и тој влага и готово. На то и затоа што граѓаните, децата ќе знаат све за Охридската пастрмка. Зошто ја нема, како и што може да дојде и како е незиниот фактички биолошки живот. Све како обстојува, како и што значи за езерово да имаме. И кој ќе види дека, например, спортски риболов со туризам, една локална јака самоуправа со големи средства да се заштити цело сливно подрачје на Охридско езеро, тоа е, тај ќе види, не знаете што, Охридско езеро и градов Охрид се под заштита на УНЕСКО од 80-та година. Па верувајте дека патот на влегување на Македонија во Европска унија, па преку Охридско езеро ќе биде отворен одмаш со поврго, а не да чекаме ние 30 години да бидеме надвор. Знаеш што значи каков економски голем потенцијал е Охридско езеро за Македонија, Балкан и поширок Европа и светот. Вода ќе барете од нас. Ние ќе бидеме побогати, донешиме нафта. И сега, ако не знаеме ние тоа да се го реализираме, тоа ја не знам. Сите економски потенцијали во една локална самоуправа во Македонија да знаат да се користат локалните власти. Тога ние ќе бидеме јаки и мучени. Така. Оде сакам едно прашање од риболовци, рекреативни риболовци кои што пишаа во рубриката Ти си твојот град на ТВМ. Имаме една отворена рубрика во која што граѓаните го изнесуваат своето мислење, став, па поставуваат и прашања и така натака. Кога направивме неодамна еден прилог за рибократството со Ваздимовски, значи ни пиша дека полицијата ги казнува ситните риболовци, рекреативните и спортските риболовци, а крупните рибократци се врзуваат со полицијата и натаму рибокрадат. Би сакала да слушнеме вашиот став и да слушнат нашите гледачи кои што сака ова да го поставиме во емисијата како прашање. Добро, јас со сета почит кон спортските риболовци, кон сите други граѓани кои што реагираат, тоа е, би рекол, добра основа за да се акцентираат сите аномалии во општеството севкупно гледано, не само во овој сегмент, но сепак не се согласувам, искрено не се согласувам и посебно напоменувам дека нема селективност во нашето настапување. Дали биле ситни, не знам какви, ние имаме еднаков пристап. Тоа е законско, легално, легитимно действување согласно законските одредби. Ке напоменам, кривичниот законник, незаконит риболов и законот за аквакултура се добра основа по кој што ние работиме. Како инаку би била сета оваа количина? Од каде ние би пронашле 40
и 4-5 километри рибарски мрежи да ги одземиме. Ако сме биле селективни, условно речено. Напоменувам, нема селективност во делувањето на полициските службеници. Одлично се опремени, техничко, материјално-техничко се солидно опремени. Во однос на професионалноста, тука посебно сакам да кажам дека се исклучително професионални и нема разлика дали некој кој е затекнат на сред езеро во незаконито риболовење ќе биде приведен или не, дали ќе му се одземе опремата и уловената нелегална риба, и тука нема простор за дискусија. Впрочем, годиниве наназад низ одредени форми на усовршување се надградуваат полициските службеници, но исто така и се вршат и одредени проверки во однос на професионалноста и така натаму. Ние сме имале случаи кога против одредени полициски службеници сме поднесувале соодветни пријави заради непрофесионално однесување. И тука таквата пракса е иманентна била, и ќе биде, бидејќи нема друг начин за работа и нема друг начин како ние пред граѓаните како полиција да имаме лице да излеземе доколку селективно настапуваме. Напоменувам, такво нешто нема и нема да има. Напротив, борбата против лицата кои што вршат незаконит риболов е исто така интензивна и ќе резултира со пријави и други последици доколку имаме полициски службеник кој што врши такви дејства. Така, но уски стигнуваат ли до вас вакви гласини, она што го пишаа граѓаните? Има ли такви гласини дека има поврзаност на одредени полициски службеници со рибокраци, дека се лови? Го подржува Стефан што кажа дека зависи до совеста. Еве ние се сочуваме сега со министри од влада да се конфираме. Пазно се. Па видите. Така, затоа прашувам, дали има до вас такви гласини како тоа што до совеста. Ја кажувате? мислам, оној човек кој е работен во таа област треба да си ја цени, затоа што да се држи на високо ниво човек со авторитет. Човек со авторитет, ако сака да биде почитуван и си свети работи. Нема. И јас барав, например, кога барав забрана за Охридсково езеро, јас барав Охридсково езеро да го заштити, да води рачун езерската полиција. И зошто езерската полиција? Таа имат бродови кои онакво кајчиња, средства, глисери, затоа што рибократците се опремени и тие. Што треба тоа тие работи да се унади. Така. Јас мислам дека сега Охридсково езеро да со мојов проект што е таен, јас се настапам и на локална власт, кај советниците, ќе го изистам све, ќе кажам све, и со местните заедници, и све што треба, и нормално да води, и ќе го повикам и министерот од земјоделие и од екологија, пред граѓаните овде во Охрид, затоа што да се изменат треба некои членови во уставот, за да може да го земе локална власт, езерово, спортски риболов, со туризам. Во ред. Имам само едно дополнување, ако Да. ми дозволите, значи до спортските риболовци, но и до сите граѓани, би сакал да се обратам со една покана да ни се јават, доколку имаат било каква информација за такви некои нелегални дејности на одредени полициски службеници или да посочат одредено место каде што некој врши нелегален риболов. Значи, тоа може да го направат секако и лично, но и анонимно, независно. Нас ни е битно да имаме една соработка со граѓаните, бидејќи градиме партнерство, постојано тоа го посочувам не само јас, туку и останатите полициски службеници при секој контакт и комуникација со граѓани, независно дали реализираме превентивни проекти кај најмладите, но и кај други целни групи. Партнерството наше е број 1 кога станува збор за успехот на полицијата, бидејќи тоа е успех и на целото општество. Така. Јас мислам дека ги опфативме сите теми. Сакав за крај да прашам што е она итно што треба да се направи. Итно, инаку се молам затоа што не измина тајмингот за емисијата. Итно што треба да се направи за да се заштити рибниот фонд. Видете, ако итно што побрзо да се постави локална власт како концесионер на Охридсково езеро, Охрид, Струга и Подградец, и мислам че ќе биде правото решение, правиот пат да се заштити и ако сакаме да имаме рибен фонд и спортски риболов со туризам во Охридсково езеро.
Така. Димовски, верувам вие ќе продолжите со вашите активности за спречување на нелегалниот риболов. Па да, граѓаните, односно тие кои што вршат незаконен риболов, итно да престанат со таквата нелегална дејност, затоа што итно ќе дојде полицијата. Прашање на моментот. И уште една работа, би сакал да кажам дека ние веќе користиме и одредени технички средства кои што значи чекор напред, дополнителни технички средства современи кои што значат чекор напред кон конкретизирање на одредени места, таргет места на целото Охридско езеро. И уште едно нешто што знаеме, а тоа ја знаеме нивната тајна комуникација, сигнали помеѓу тие што се во вода и тие што се на терен, независно дали од некој дел од крајбрежието или од приградските населби, сигналите кои што си ги даваат и на тој начин комуницираат, значи тој јазик, да речеме, прочитан, го знаеме и затоа итно ќе се најдеме до нив и ќе им ја одземеме опремата и ќе им поднесеме пријава. И итно треба да ја зголемат својата лична совест и да го сакаат вистински Охридското езеро. Јас би допълнил уште нешто. Имате рибаркаци кои влагаат од немаштина некој, се немаат услови за живот. Кој ќе оземе Охридско езеро, локална власт со спортски риболов, со туризам, ќе може на тие луѓе да им се помогне негде во самите организации во Охрид да се запослат и да не одат да ловат нелегално риба во Охридско езеро. Ја мислам, да им се помогне на тој начин и нормално за утре да нема никакво обрадување, кој ако пак влага да биде казнет и нормално и гонет по судска. Одлично. Ви благодарам многу и на двајцата за издвоеното време. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во емисијата Прашалник на ТВМ телевизија.